Дневник на КТВ, добра вечер, почитувани гледачи. Од денеска официјално започна со работа регионалниот центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство во Кавадарци, кој ќе ги обслужува општините од Вардарскиот регион. Свечено го пуштија во работа премиерот Христијан Мицковски, министерот за локална самоуправа Перински, министерот за животна средина Меджити, градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, а на свеченоста присуствуваа и градоначалниците на останатите општини од регионот. Со овој проект, преку третирање на бездомните миленици од страна на стручни служби од стационарот, ќе се постигнат неколку стратешки цели на ниво на регион, подигнување на безбедноста во регионот и намалување на штетите предизвикани од бездомните животни, но пред се нивно згрижување и грижа за истите. При денешната посета на Кавадарци беше извршен увид и во градежните активности на кружен тек вон опфат на регионален пат Росоман-Кавадарци, Моклишки водовод, а свечено беше пуштена во работа и спортската сала во село Сопот како инвестиција на општина Кавадарци. Убав ден за општина Кавадарци, меѓутоа и за другите општини, поготово тоа што посетивме повеќе точки во општина Кавадарци. Посетивме изградба на нов кружен тек на самиот излез од општина Кавадарци према Росман, каде што ќе имаат можност кружно да вртат нашите учесници во сообраќајот и да преминуваат безбедно од една на друга страна. Инвестиција околу 9 милиона денари со заемот од унгарскиот кредит од владата на Република Македонија. Посетивме спортска сала во село Сопот, кој што е само на неколку километри, живо село, каде што училиштето е во одлична кондиција со реконструкција од 11 милиона денари и сега изградба со општински средства од 22 милиони денари со помош на владата на Република Македонија, каде што и тие деца во подрачните единици веќе ги добија соодветните услови како и во градските училишта. Сега сме тука на отварање, официјално отварање на овој регионален стационар со згрижување на 67 миленици во делот на боксови, меѓутоа и клиниката која што ќе имаме ветеринарна клиника за нивен прием, преглед, кастрација, чипирање, лекување и понатамошно социализирање на самите домашни миленици или оние кои што се бездомни миленици низ нашите општини. Многу е проектот од големо значење за тоа што е регионален проект за 9 општини, каде што сите 9 општини тука ќе ги обувуваат потребите за бездомниците, а нормално и за оние куќи кои што имаат своји миленици и ги поседуваат. Ова е инвестиција негде околу милион евра, заедно со планскиот Вардарски регион, со сите општини и од швајцарската амбасада и од нивните средства се изгради овој регионален центар за стационар за миленици. Битен е моментот тоа за нашите сограѓани дека треба да знаат дека со градењето на вакви центри да не се очекува дека од утре нема да има куќиња на улица, него тие куќиња дека ќе бидат кастрирани, ќе бидат прегледани, вакцинирани и чипирани и целта на овие центри е да неконтролирано разложување, без разлика дали во домашни услови или надворешни услови, биде на некој начин под контрола и така со тек на време во наредните години ќе немаме куќиња или мачиња бездомници. Значи, буквално тоа е целата да секоја куќе или маче си има свој собственик и неконтролирано разложување да немаме. Од тука ќе ја посетиме и локацијата Моклиште, каде што преку Министерството за животна средина и prostorno планирање имаме грант од 1.300.000 евра за водоводна линија, канализациона мрежа и фекален колектор, што значи тоа дека Моклиште наоѓа на дваташа, комплетно вливот од реката Луда Мара, па се до излезот на територијата на општина Кавадарци ќе биде заштитен еколошки, а при тоа над 600 корисници ќе добијат вода, канализациона мрежа и фекален колектор. Тоа од големо значење за тоа што прв пат после 50 години во оваа населба се прави нова инвестиција со нов зафат во делот на водоводот, канализацијата и фекален колектор. Сакам се заблагодарам денеска на сите оние кои што беа во општина Кавадарци на чело со премиерот и кои што даваат не
резервна поддршка за општина Кавадарци, а поготово оној заем кој што го зема владата и го инвестира во општините за регионален развој. Денеска ни се сите 9 градоначалници без разлика на политичката опција присутни за овие вакви благородни и добри проекти кои се во интерес на нашите сограѓани. Ми представува особена чест и задоволство што денес заедно со премиерот имаме прилика да ја посетиме општина Кавадарци, општина која што е пример на успешна соработка помеѓу централната и локалната власт. Токму затоа и го промовираме овој проект, овој објект позади мене се случи и се создаде токму од ова една ваква успешна соработка помеѓу локалната и централната власт. Овој стационар за хуман третман за бездомни животни од денеска па натака ќе биде во функција. Инаку проектот го реализираме заедно со општина Кавадарци, ние како ресор преку Министерството за локална самоуправа и финансиски е поддржан преку владата на Швајцарија. Дозволете ми да изразам огромна благодарност за тоа. Дозволете ми сосема накратко да се заблагодарам за проактивноста на градоначалникот на Кавадарци, бидејќи од првиот и вториот јавен повик аплицираше со 17 проекти, кумулативно во вредност нешто повеќе од 400 милиони денари, со што навистина очекуваме еден градежен инвестициски бум во насока на подобрување на инфраструктурата на цела територија на општина Кавадарци, и ова е само доказ дека оваа влада предводена од претседателот Мицковски навистина е вистински партнер со сите локални самоуправи во насока на реализација и подобрување на капиталната инфраструктура која што се базира пред се на потребите на граѓаните на цела територија на Република Македонија. Ви благодарам уште еднаш на сите кои што учествуваа во реализација на овој проект и се надевам дека во периодот кој што ќе следи ќе бидеме сведоци на уште многу вакви пуштања во употреба на многу проекти. Денес имам задоволство да бидам меѓу граѓаните на Кавадарци, пред кои сакам да информирам дека Министерството за животна средина реализира 3 проекти кои се дел од проектите како што Министерството и како влада ги реализираме во сите општини низ државата, без никаква дискриминација, независно која води општината или од која партија, но исклучиво се водиме според потребите на граѓаните. Во Кавадарци заедно со општината финансираме 3 проекти во делот на подобрување на водната инфраструктура со вкупна вредност од 1.300.000 евра, од кои околу 1.000.000 евра се неповратни грант средства државна помош, а 300.000 евра е собствена контрибуција на општината. Во село Моклиште градиме водоводна и канализациона мрежа во должина од 6,4 км и изградба на резервоар со капацитет од 150 метри кубни. Во самиот град Кавадарци ја градиме водоводната и канализационата мрежа во блок 5,9 улица Велко Влахович, со што ова ново изградена населба ќе ја обезбедиме поврзување на стамбените објекти со постоечката водоводна и канализациона мрежа за 400 домаќинства. Набавуваме водомери со далечинско отчитување за замена или поставување на нови мерни инструменти за над 2000 домаќинства. Со овие проекти го подобруваме животниот стандард на кавадарчани и ја помагаме општината во намалување на загубите на вода за дури 62%. Претходните говорници кажа за што станува збор, за што сме денеска тука во Кавадарци. Мене ми е, би рекол, во последниве 2-3 месеци трет пат како сум во Кавадарци, помеѓу кавадарчани. Сакам да му честитам на градоначалникот, на советниците, на администрацијата за посветената работа што ја прават овде во Кавадарци. Да посакам уште многу вакви проекти. Воедно ја користам оваа прилика и да се заблагодарам на колегите од владата кои што исто така допринесуваат не само во Кавадарци, туку и на секаде во Македонија да се реализираат проекти, и тоа е добро. И тоа е добро кога се гради, затоа што многу работи треба да се изградат, да се завршат, да се обноват. Едноставно, тука ја добивме довербата кај граѓаните и не смееме по ниту една цена да ја прокоцкаме таа доверба. Ние како влада, јас лично, ќе дадам се што е возможно и се што е во наша моќ да реализираме што е можно повеќе проекти кои што ќе додадат вредност во животот на граѓаните на целата територија на државата, без разлика дали општината има градоначалник од владината коалиција, од ВМРО ДПМН, од Вреди, од Знам, или пак е од опозицијската СДСМ, или пак од Демократската унија за интеграција, или пак е независен и така натаму и така натаму. Така што
Јас сум пресреќен што можам да видам дека се реализираат проекти. Дозволете ми да споделам со вас една убава вест, а тоа е дека ми информираше министерот за локална самоуправа дека заклучно со денеска, практично бидејќи имаше неколку денови оставени за по пошта да стигнат проекти, сите општини, 80 општини, поднесоа апликации за реализација на проекти од вториот повик и можам да кажам дека сега имаме близу 900 само од вториот проект. Или кога ќе се соберат од првиот и вториот повик заедно, тогаш ќе имаме вкупно 1200. Тоа се 1200 градилишта во Македонија. Тоа е историска, би рекол, вековна работа. И тоа го правиме за идните генерации, но и за денешните генерации кои што заслужуваат подобри услови за живот. Ние ќе продолжиме да реализираме и во периодот кој што следи и очекувате многу убави вести следниве неколку месеци за граѓаните и за Македонија како држава, бидејќи ќе повторам, добро е да се гради. Тоа е она за кое што не избрале граѓаните. Сосема на крај, уште еднашка благодарност и до градоначалникот и до сите оние кои што денеска беа со нас граѓани кавадарчани, што беа исклучително добри домаќини. Од тука продолжуваме во Моклиште, каде што ќе промовираме исто така уште неколку проекти за кои што зборуваа претходните говорници. И она кое што сосема на крај сакам да го кажам, со среќа нека ни се овие проекти уште многу вакви, би рекол, отпочнување и завршување на работа да ни се случуваат во годините кои што следат. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев денеска имаше работна средба со министерот за локална самоуправа Златко Перински и неговиот заменик Ерџан Селими во рамки на иницијативата Каде што срцето е дома. Беа представени 6 проекти аплицирани преку унгарскиот заем и дискутирани идни планови со поддршка од Министерството. На средбата учествуваше и председателот на Советот доктор Стојан Чорамов, како и советници во Кавадаречкиот совет. Денеска на официјална посета на општина Кавадарци, министерот за локална самоуправа како матичен министер се сретна со мене како градоначалник, зборевме за повеќе проекти, меѓутоа најбитниот момент беше тоа што се сретнав во директна корелација со советниците од општина Кавадарци, за да се разговарат понатамошните реформи и понатамошните заложби на ресорното министерство на општините, локалната самоуправа како министерство и проектите кои што ги добиваме преку Министерство за локална самоуправа од грандот од Маđарска преку владата на Република Македонија од големо значење, а општина Кавадарци е меѓу првите општини кои што веќе ги реализира дел од проектите во завршна фаза, а дел од проектите веќе се и во отпочнување. Од големо значење за било која општина се средствата кои што ги добиваме по глава на жител од 135 евра, и ја пак ќе потенцирам, ќе кажам, тоа е малтене 1,5 основен буџет за комунална изградба на било која општина. Уште еднаш благодарност до министерот и очекувам да ова таква позитивна сработка се продолжи и во иднина. Честа е моја денеска што сум присутен овде во општина Кавадарци. Благодарност до градоначалникот кој што ни овозможи отворено да поразговараме во рамки на Советот и во рамки на општинската администрација за сите оние предизвици со кои што вработените се соочуваат при носењето и креирањето на одлуки на локално ниво. Оваа посета е дел од караванот кој што го нарековме Каде што срцето е дома. Како што спомена, веќе имавме прилика да се сретнеме со општинската администрација и со членовите на Советот. Сега продолжуваме на средби со граѓаните и секако ќе имаме можност да извршиме увид во рамки на реализацијата на проекти кои што произлегуваат од првиот јавен повик кој што оваа влада го насочи кон поддршка на инфраструктурни проекти во рамки на сите општини во Република Македонија. Ние не застануваме овде, како и до сега, така и од сега повторно продолжуваме и декларативно потврдуваме дека сме вистински партнер на сите локални самоуправи. На крај на денот интересот на граѓаните за нас како влада е пред се и над се. Така започнавме и во таа насока и ќе продолжиме. Електрогенералка во Неготино од 5 до 9 мај. Општина Неготино и Нула отпад ќе го подигаат бесплатно електронскиот отпад од домовите на неготинчани.
Општина Неготино, во соработка со официјалниот партнер Нула отпад, иницира и ке реализираат акција наречена Електрогенералка 25. Имено во периодот од 5 до 9 мај, заинтересираните можат да се јават на телефонските броеви 070 236 000 и 070 216 155 и да резервираат термин за бесплатно подигање на електронскиот отпад од нивните домови. Ослободете го вашиот простор од стари печатачи, компјутери, факс машини, телефони, телевизори, видеорекордери, фрижидери, машини за перење, компресори и слично, односно се она што подолго време не е употребено и од нула отпад ке го подигнат бесплатно. Општина Неготино гарантира професионален третман на електронскиот отпад преку рециклирање наместо одложување на депонии. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. ДПМН се врати, слободата на медиумите замина, пат на слободата после 8 години. Обвинување денеска од социјалдемократите. За прв пат после 8 години Македонија бележи пат од 6 места на индексот за слобода на медиумите за 2025 година, објавен од Репортери без граници. После 8 години постојан напредок под водство на владите на СДСМ, ваков драстичен пат се случува за прв пат. Од 118-то место во 2016 година со СДСМ Македонија напредуваше до 36-то место, на најдоброто место во регионот, благодарение на посветените политики за слобода на говорот, транспарентност и независност на медиумите. Овај континуиран напредок на слободата на медиумите сега е сериозно загрозен. ДПМН се врати, слободата на медиумите замина. Секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, слободата на медиумите се гуши, новинарите се под притисок, а медиумскиот простор се стеснува. Денес тоа повторно за жал се случува. Репортери без граници алармираат дека новинарите се изложени на закани и напади, а владините функционери покажуваат понижувачки ставови кон медиумските работници. Наместо да ги унапредува демократските стандарди, владата предводена од ДПМН ги враќа добро познатите методи на контрола, на притисоци и страф. Ова е јасен аларм за загрижувачката насока во која оди државата под водство на ДПМН. Ја повикуваме јавноста, граѓанските организации, меѓународната заедница на будност. Ова навистина се загрижувачки тенденции. Слободата на медиумите е темел на секое демократско општество и не смее да биде жртва на партиските апетити и авторитарните амбиции на ДПМН. СДСМ останува цврсто на страната на слободното новинарство и ќе продолжи да се бори против секоја форма на цензура, притисок и медиумска репресија. Падот на индекс на Репортери без граници се должи на главната фабрика за ширење на лажни вести и дезинформации, а тоа се СДС и Венко Филипче, и да подсетиме дека за истото имаат и осудителни пресуди. Вака од ВМРО ДПМН одговорија на прашањето за коментар по однос на новиот извештај на Репортери без граници. Продолжуваме со вести од спортот. ГФК Тиквеш во недела треба да гостува кај Воска. Кавадарчани најверојатно оваа средба ќе ја добијат со службен резултат 0-3. Финални возбудувања во македонските фудбалски лиги. Второлигашите утре сабота ќе ги одиграат средбите од 27-то коло во кое се среќаваат Арсими Брегалница, Охрид Кожув, Беласица Детонит, Победа Осогово, Башкими Скопје, Новаци Вардарски, Македонија Ѓорче Петров Борец и Саса Вардар Неготино. Надпреварите од 30-тото коло во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат во недела. Дербито на колото ќе го одиграат Работнички и Силекс, а интересно треба да биде и на дуелот помеѓу Струга и Шкендија. Во борба за опстанок, Беса ја пречекува Брера, Шкупик игра со Вардар, а Гостивар е домакин на Пелистер. Тиквеш треба да гостува кај Воска,
но кавадарчани најверојатно службено ќе го добијат овој надпревар. Трето лигашите од групата Југ средбите од 24-тото коло ќе ги одиграат во недела, а во истото коло се среќаваат Младост Росоман, Превалец Дреново, Ултрас Венец, Влазними Питугули и Башкими Слога Лажани. Во ова коло слободни се екипите на Бучин и Големо Коњаре. МЗТ и ТФТ веќе обезбедија полуфинале кај кошаркарите. Кожуф и Пелистер ќе се обидат да се изборат за мајсторка, односно пети дуел. Четвртфиналните возбудувања во македонската машка кошарка се преполовени. Екипите на МЗТ и ТФТ веќе си го заверија полуфиналето откако славеа и во третото четвртфинале на гостински терен кај Феникс и Чаир. Сепак на останатите два дуели во сабота ќе се игра и четвртото четвртфинале. Во Гевгелија Кожуф ќе го пречека Куманово, а во Битола Пелистер ќе го нагости Работнички. Во двата дуели домакините ќе се обидат да израмнат на 2-2 и да се изборат за мајсторка. И во плей-аут фазата викендов ќе се одигра четвртото коло. Тиквеш Голден Игл веќе си обезбеди опстанок и растеретен ќе гостува кај Вардар, а Шкупи и Гостивар во директна пресметка ќе решаваат за опстанок, а во полпозиција засега се гостиварчани. И двете средби се играат утре, сабота, 3 мај. Стартува разврската во ракометниот плей-оф и плей-аут. Ракометарите на Тиквеш ги чека гостување во Битола кај Еврофарм Пелистер. Шестото коло од ракометниот плей-оф се очекува да донесе еден мощни и интересен скопски дуел. Имено, колото ќе стартува веќе вечерва, и тоа со одигрување на два надпревари. Во Битола, Еврофарм Пелистер не само што е фаворит, туку не смее да си дозволи никаков кикс во борба за титулата, па така екипата на ГРК Тиквеш ќе има аутсайдерската улога. Во вториот надпревар, Охрид на домашен терен е фаворит во дуелот со Бутел. Во сабота ќе се одигра дербито на ова коло, а во скопската пресметка Алкалоид ќе го пречека Вардар. Шестото коло од плей-аутот може да донесе разврска околу опстанокот. Во сабота Струга ќе бара бодови за спас во дуелот со Пролет, а во недела Радовиш ќе се обиде да избега од дното во дуелот со Куманово. Прилеп ќе ја чека разврската со Велешки Борец, бидејќи поради неиграње на средби од купот, можно е Ракометната федерација да ги исклучи Велешани од надпреварувањето. Утре ќе биде сончево и топло со мала облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, температура до 28 степени. Од почетокот на новата седмица се очекува нестабилно време со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Го гледавте Дневникот на КТВ, имајте секое добро.